Лекот, одобрен пред речиси четвртина век од администрацијата за храна и лекови на САД, за сега ќе остане на пазарот. Врховниот суд ја отфрли пресудата на понискиот суд во Тексас за мифепристон, кој во комбинација со вториот лек мизопристол се користи за повеќе од половината абортуси во Соединетите Американски држави. Беше поднесена тужба во која се тврди дека одобрението на FDA за мифепристон било погрешно. Ова следи по пресудата на Врховниот суд, кој е наклонет кон конзервативците. Пред речиси една година со што се елиминира уставното право на жената за абортус и се враќа прашањето назад да одлучуваат сојузните држави. Некои законодавци неодамна побараа екстремна казна за оние кои бараат постапкава. In my home state of South Carolina, there was a very small group of state legislators. Во мојата сојузна држава, Јужна Каролина, имаше многу мала група државни законодавци кои поднесоа предлог закон, со кој би ги казнеле жените кои абортираат и да им се даде повеќе права на силувачите отколку на жените кои биле силувани. Тоа е погрешна порака. Ќе изгубиме многу ако продолжиме кон овој пат на екстремизам. Со одлуката на Врховниот суд, сојузните држави почнаа да работат на ова прашање. Во Флорида преку ноќ и по гласањето во државната куќа, републиканскиот гувернер Рон Де Сантис потпиша предлог закон за забрана на абортуси по 6 недели. Во меѓувреме, демократскиот гувернер на Мичиген, Гетчен Витмер, ја укина забраната за абортус од 1931 година, зацврстувајќи ги правата на абортусот во уставот на оваа сојузна држава. Според неодамнешната анкета на Галуп, пресудата на понискиот суд на сојузната држава Тексас доаѓа во време кога паѓаат одобрувањата во американското правосудство. The judge's decision in Texas, I think, was crazy. Мислам дека одлуката на судијата во Тексас беше некоректна. Верувањето дека би земале лек кој безбедно се користи повеќе од 2 децении и потоа некако да не биде достапен. Искрено мислам дека ова е прашање за женската здравствена заштита и треба за тоа да одлучат жените. Искрено не се работи само за изборот на женската здравствена заштита, туку го подкопува интегритетот на нашиот процес на администрацијата за храна и лекови на САД. Правата за абортус повторно станаа главна тема за гласачите пред изборите во 2024 година. Председателот Џо Бајден, кој ја поздрави одлуката на Врховниот суд, рече дека дополнително ќе се заложи правата за абортус да се регулираат со закон.